Јас сум Јулијана Спировска, имам 26 години и сум мајка на 2-годишна керкичка. Имав нормален живот, како и сите други млади девојки кои што го посакуваат, образувана. Семејството многу ме сакаше, но навидум љубов ми покажуваше, а во срцето чувствував голема тага, осаменост, се чувствував баш како 13-то прасе во семејството. И често прибегот си го барав да бидам сама, да се оддалечам од светот, да се изолирам. И често имав мисли дека не треба да живеам и дека не сум потребна во овој свет. И најчесто тоа се рефлектираше со самоубиствени напади кои што сакав да си ги извршам на себе си, а при тоа никој да не знае за тоа. Но фала му на Господ Исус Христос што светлината и мене ме огреа и за Господ дознав баш преку мојот сопруг кој што дотогаш ми беше само познаник, пријател. И тој ми покажа дека Бог ме сака, а јас тоа никогаш во мојот живот не го ни знаев. И си викав, па каде мене Господ може да ме сака, гледај јас каква сум. Но Господ ги сака сите, без разлика какви да се мали или големи, слаби или дебели, Господ сите не сака. И тоа е совршено. Ми кажа за некој човек кој што врши молитвени терапии во некој институт во Скопје и дека чуда се случуваат. Мене ми требаше токму чудо во мојот живот, зашто бев веќе на работа од мојот живот, не сакав да живеам. И ми вика, па треба да одиш Скопје. Викам, ќе одам, што и треба да правам, тоа е последната станица и ќе одам. Отидов таму и во еден момент кога пастор Константин се молеше за мене во името на Исус, ме допре со раката и во тој момент сите гребови ги видов како на филмска трака, како се мотаат околу мене и се загушував со тие гребови. Дури и гребот кој што го направив од најмала возраст, на 5 годишна возраст, се сеќавам дури како го украдов лижавчето во продавница и тој грев ми се појави. И си викам, па Господе, само ти можеш вака да покажеш каде грешам јас. И во тој момент покајанието беше рапидно, брзо. За се знајно и незнајно се покајав, плачев многу, како никогаш дотогаш. И едноставно викав, Господе, ти си жив, ти постоиш, ме спаси, јас треба да живеам и ова треба да го зборувам насекаде. Јас не сум совршена, Господ се уште ме совршува, но фала му на Бога што и семејството и пасторот Константин и сите браќа и сестри се тука околу мене за постојано да ме подкрепуваат, да ме укажуваат каде треба да се поправам, јас тоа го прифаќам со радост, бидејќи сакам и она кој што мене ми се случи како позитивна работа што Господ го запознав, сакам тоа да им се случи на другите луѓе да го спознаат и тие Бога, да живеат спасен живот.